А по првите утрински вести во 8 часот, време е да продолжиме со нова тема во студиото на Македонија на Аутро. Зборуваме за тема која што е од огромно значење и треба да ја зборуваме често, не само во месец ноември, тоа е машкото здравје. Редовните превентивни прегледи, навременото откривање болести, нормализирање секако на темата да се оди често на превентивни прегледи. Тоа се работите кои што утрово ќе ги отвориме како прашања со нашата гостинка, доктор Елена Бабаљ-Басконлиева, специјалист интернист и субспецијалист нефролог со долгогодишно клиничко искуство. Добро утро и добре ни дојдовте во Македонија на Аутро. Добро утро, благодарам на поканата. Секогаш кога станува збор за машкото здравје, велиме треба да се зборува 12 месеци во годината, бидејќи некако културата, ако ги поделиме мажите и жените, кај мажите е помалку присутна културата за прегледи, редовни или превентивни прегледи. Зошто е важно да се зборува отворено за оваа тема и зошто е важно да ги нормализираме превентивните прегледи и да ги научиме мажите дека тоа не е ништо страшно? Па да, мислам, убаво напоменавте дека мажите воопшто всушност и не размислуваат за своето здравје, некако цело време го одложуваат кога станува збор за своето здравје. А важноста е многу битна, бидејќи кога тие ќе го спознаат своето тело и сите промени кои што настануваат со своето тело, тука всушност и почнува грижата за своето здравје. Се додека тој момент не се случи и сето тоа го препишуваат дека е резултат на старењето, нема да имаат никаков ефект. Многу е битен овој месец, мислам не да биде само овој месец, да се разбереме, треба да биде 12 месеци во годината, како што напоменавте, мажите да се грижат за своето машко здравје, што всушност вклучува не само прегледи кои што се битни во овој месец, како превенција од рак на простата, како превенција од рак на тестиси, туку и превенции во однос на кардиоваскуларни заболувања, превенција во однос на метаболни заболувања, превенција во однос на менталното здравје како такво. Така. Кои се најчестите уролошки и нефролошки заболувања кај мажите и која возраст е најризична? Па вака јас секогаш зборувам дека ние нефролозите со уролозите сме многу тесно поврзани. Пред се пациентите на првите прегледи први се јавуваат кај нас нефролозите, а доколку треба да се изведе некаков покомплексен, односно оперативен зафат, ние веќе ги препраќаме кај уролозите. Границата е многу тесна. Пошто овој месец е многу битен, постои широка палета на дијагнози, ние нема да ги напоменуваме сите, туку ќе ги напоменеме тие кои што се клучни за овој месец. Тоа е ракот на простатата, ракот на тестисите. Многу често во последниве години се појавува и ракот на мочен меур, кој што кај помладата популација веќе приметивме дека од 40-та година веќе почнуваат да се јавуваат вакви пациенти. Ќе го напоменам и ракот на бубрегот, како не дека е небитен, ама сепак исто кај доста помлада популација. Почнува да се јавува. Да се почнува да се јавува. Ако, например, простатата е, карциномот на простата се појавува повеќе кај мажите над 50-та година, овие другите веќе почнуваат да се појавуваат кај пациенти, кај помлади пациенти, вклучувајќи го и ракот на простата, каде што веќе треба превентивно да се постапи од 20-та година па се до 40-та. Кога зборуваме за туморите кои што најчесто се јавуваат кај машката популација, ајде да споменеме симптоми кои што не треба да се игнорираат. Ако веќе не правиме редовни прегледи, на кои симптоми треба да се обрнува внимание? Има ли тука разлика годините? Па, пред се да кажеме дека тоа не боли. Ништо од тоа не боли. Многу е битен моментот да не се игнорираат симптомите доколку се појави, например, крв во урината, доколку се појави било каков стоп при уринирањето. Значи намалувањето на млазот, испрекинатоста на млазот, доколку станува збор за карцином на простата, односно за било какви промени на простатата. Доколку пациентот имал претходно чести уринарни инфекции, па тоа развило некој одреден хроничен простатит, низ годините може да резултира со било какво карциноматозно заболување. Во однос на тестисите, битен е моментот на тој само преглед, кој што секој од мажите треба да го прави и доколку тоа треба да биде нели секако еднаш месечно и доколку се напипа било каква туморозна формација или всушност е битен моментот кога тие го прават тоа по туш, се прави палпација и инспекција, значи како што се напипува, така и се гледа визуелно, дали има било какви промени во големината, во конзистенцијата при напипување, дали е некаква тврда формација напипана, дали е болна или безболна. Доколку било што тоа се јави, тие се мислам веднаш треба да се упатат на доктор. Што точно упфаќа еден комплетен уролошки и нефролошки преглед? Пред се многу е битен моментот кога пациентот ќе дојде кај нас да го воспоставиме
линкот, односно за нормализирањето, како што вие напоменавте на машкото здравје, за пациентот да каже, да си ја каже својата мака. Тука Како комуникацијата, да, тоа е многу битен дел така од сето тоа. Тоа е еден комуникацијски, консултацијски дел, да го наречеме. Така. После тоа вклучува, ако станува збор за уролозите, дигиторектален преглед, каде што се напипува конзистенцијата на простатата, или пак во другата страна, доколку се напипуваат тестисите, да се види каков е изгледот и да се напипа туморозната формација. После тоа имаме ултрасонографски преглед, кој што се однесува на уринарниот тракт, мочниот меур и простатата, доколку е за простата, и бубрезите секако тука. А посебен преглед е ултрасонографскиот преглед на тестисите, каде што се прегледуваат тие. Колку и често дополнителни лабораториски анализи, заборавив да напомнам. Така. Колку често треба да се прават превентивните прегледи и што според вас е минимумот? И можеме ли тука, зборувавме пред да го започнеме интервјуто, да препорачаме минимум прегледи според возраст? Да. Најчесто еднашка годишно е тоа што треба да се прави, но некогаш ако има потреба или и до 2 пати годишно. Минимумот кој што се практикува е земање на една основна лабораториска анализа со овој ултрасонографски преглед. Лабораториската анализа ги вклучува основните параметри и дополнителни специфични параметри, како на пример за простата е специфичен простатичен антиген или така познат како ПСА тест. А во однос на тестисите тука имаме бета-ХЦГ или алфа-фетопротеин, односно тоа не се специфични тумор маркери. Секако тие се прават само доколку за тумор маркерите се прават само доколку се види било каква промена. Што во однос кај простатата како скрининг тест се прави кај сите мажи после 50-та година. Тоа е задолжително да влезе во една рутинска лабораториска анализа барем еднашка во годината. Така да простатата, напоменав дека овие што се од 45 плюс се препорачуваат ако имаат генетска предиспозиција, некој во фамилијата, ако е веќе со карциноматозно заболување. Ако нема никој, тогаш од 50 нагоре се препорачува редовен годишен преглед, а за разлика за помладата популација од 20 до 40 за преглед на тестици. Така. Но сепак, нели, иако е човекот до 40 години, сепак е добро да се прави превентивни прегледи, иако ризикот нели е за подоцнежните години, но колку порано се научиме, најверојатно толку подобро за сите нас. Ова прашање го поставам зашто сакам тука да додадам зошто дел од мажите избегнуваат прегледи по секоја цена и како да се надмине тој отпор. Зошто одењето на превентивен преглед се споредува со машкоста или дека машкото не смее да оди на доктор. Зошто се уште во 21 век зборуваме за такви стереотипи? Па тој стигмата со сушност треба да се скрши. Кога мажот ќе разбере дека не живееме веќе во племенска заедница. Да, не живееме точно така. Не живееме веќе во племенска заедница и сето тоа е резултат на свесноста. Колку свесноста стане повисока и колку ние на пример како дали сме приватни или јавни здравствени установи и општествени компании кои што допринесуваат за сето тоа, формирање на кампањи за машко здравје, кој што се случија и овој викенд во градскиот парк под мотото Пуштам бркам здравје. Тоа е само еден мал сегмент каде што ние допринесуваме. И тоа треба и понатака да продолжи. Не треба да биде само дел од приватните здравствени компании со општествените компании кои што може да допринесат. Значи, подигнувањето на свеста е многу битен сегмент не само во нашето општество, туку и во другите општества, каде што таа стигма ќе се прекрши, каде што мажот ќе свати дека треба да ги прави тие редовни контроли и дека тоа не е ништо по неговото здравје, дека всушност со таа превенција, со тие превентивни прегледи и рано откривање е многу полесно, затоа што се што ќе се открие во рана фаза, третманот е многу полесен и лекувањето, односно квалитетот на животот веќе ќе биде многу подобар понатаму. За мажи над 45 години, кои чекори и навики најмногу придонесуваат за подобро целокупно здравје? И да ја пренесеме пораката дека како животи да сме живееле до тогаш, дали е доцна ако одлучиме малку во подоцнежните години да живееме поздрав живот? Па никогаш не е доцна за ништо, бар јас така велам. Секогаш треба да се обрне големо внимание на пред се на физичката активност, на начинот на исхрана, да се внесува еден избалансиран начин, да се води еден избалансиран начин на исхрана со одредена хидратација која што е потребна како минимум на човечкото тело. Да се води грижа, напоменав на почетокот дека не е само ние еднашка годишно да отидеме да направиме преглед на простата, а при тоа да го занемариме срцето.
Значи, кардиолошкиот преглед е еднакво битен како и другите прегледи, бидејќи афекцијата на крвните садови резултира со многу други заболувања, односно кардиоваскуларни заболувања и метаболни заболувања од страна, например, на дијабетот, кои што исто така делуваат врз психата на мажот. И сето тоа, например, допринесува да се намали да се појави игноранција, односно да вели, ова е старост, ова е болест. Не е ниту староста, не е ниту болеста, туку е начинот на кој што мажот ги прифаќа нештата. И од тука потекнува моментот дека се развиваат проблеми со менталното здравје. И кога сето тоа ќе се искомбинира, е всушност најлошиот момент. Така. Во вашиот клинички опит, постои ли некој знак или симптом кој пациентите најчесто го подценуваат, а треба веднаш да посетат лекар? Да, појавата на крв во урина. Значи, хематуријата е нешто што никогаш го припишува дека можеби е резултат на инфекција, можеби нешто еве прв пат се појави и најчесто го игнорираат. И затоа се игнорира таков сериозен... А тој е многу сериозен, бидејќи е, особено хематуријата, доколку е безболна, тогаш ја игнорираат. Доколку е болна, во случајот како кај инфекциите, тогаш и ќе се јават, бидејќи тогаш е веќе непријатно при мокрењето, тогаш има болка, или не може да го трпат, прагот на болката е малку нарушен и не може да го трпат тој, тогаш ќе се јават, ама во сите други случаи го игнорираат. Така. Добро, и да го завршиме интервјуто и да го завршиме разговорот, малку и да се пошегуваме оние мажи кои што се охрабруваат да одат на превентивни прегледи, ќе си живеат поквалитетно и подолго. Останатите кои што се уште со тоа ја споредуваат можеби машкоста и нивното функционирање во општеството, најверојатно ќе бидат изложени со поголеми предизвици кога станува збор за нивното здравје. Токму така. Јас само би додала дека грижете се за вашето здравје, бидејќи грижата почнува како прв чекор токму од вас. И доколку вие го дадете својот максимум, тогаш се завршува добро. Ви благодарам за истрпните одговори за ова убаво интервју кое што се надевам допре до нашите гледачи кои што не следеа во моментов. На нова тема, на тема култура, ни е следното линковско вклучување и следната содржина во Македонија наутро во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски Скопје е колешката Анита Никушева Јованчев. Деталите зошто нашата екипа е таму ги добиваме во продолжение. Анита? Ама не сме спремни. Ајде, вака добив сега информација дека не се подготвени нашите колеги, одиме со кратко промо во интерес на времето и веднаш да се вклучиме во Националната универзитетска библиотека.